Десетина научни трудови на тема Источно црковно пеење денеска се презентираа во црквата Свети 15 Тивериополски свештеномаченици, каде што се одржа и првиот симпозиум за источно црковно пеење. Учесниците на овој настан, но и присутните, имаа можност да разменат своји сознанија, мислења, но и да поставуваат прашања за рефератите и темите кои што беа презентирани, но и одблиску да се запознаат со источното црковно пеење и неговите специфики. Првиот печатен црковно-музички зборник на словенски јазик од еден творец од Македонија е Пасхалија на Јоан Хармосин Охридски. Оваа своевидна црковно-музичка антологија содржи цела низа творби од најпознатите автори од 17-тиот и преминот на 18-тиот, па се до првата половина на 19-тиот век. За македонската музика зборникот Пасхалија не е значаен заради фактот што содржи и композиции од незиниот составувач и издавач Јоан Хармосин Охридски. Тој е еден природбеник, роден 1829 година, а почина 1890 година. Не е помалку значајно и тоа што повеќето творби од византиски автори и другите напеви застапени во Пасхалија се препеани од грчки, а можеби и од романски на црковно-словенски јазик од самиот Јоан Хармосин Охридски. Освен ова, може да се претпостави дека тој извршил и одредени корекции на традиционалните напеви од зборникот, во смисла на нивно стилско нивелирање и некоја ортографска воедначеност. Сето тоа е направено од талентиран и сестрано образован музичар со широка култура, каков што несомнено бил Јоан Хармосин Охридски. Па така, византиското источно црковно пеење тесно е поврзано со христијанската литургија и со богослужбениот ритуал како чин на свеченост со мелодиско-поетска форма на изразеност, што кај верникот треба да ја предизвика верската импресија на богоугоден однос кон славата и почита при религиозното празнување или богомолење. Ваквите мелодиско-поетски форми строго се типологизирани како химнографски жановски ансамбл, што означува химни, односно богослужбени или пофални песни. Имавме прилика и на овој фестивал да ги слушаме и во понови творечки варијанти. Богослужбено тие се исполнуваат преку воспоставените типологизирани форми на православно-христијанското осмогласие, канонски стандардизирано во Византија, почнувајќи од 3-тиот и 4-тиот век, а конечната стандардизација доживувајќи ја во 8-тиот век и натаму, и реформирано во музичко-технички и нотен однос во 14-тиот век од страна на Јован Кукузел и на неговите следбеници. Синоќа на самото отворање на 8-миот фестивал по источно црковно пеење се промовираше и книгата на Јане Коџабашија, антологија на македонското црковно пеење, која е финансирана од Европската Унија, бидејќи 2018 се одбележува како година на културното наследство во Европската Унија. Промотор на книгата беше академик Луан Старова. Се работи за една ретка и драгоцена книга, која во нашите простори и пошироко има повеќеструка мисија и големо значење во локален и универзален контекст. Есеистот Роже Кајова во една пригода истакнува дека народите на Европа започнува да го градат својот идентитет кога латинскиот јазик, лингва франка, започнува да се разградува, од кој се создале новите европски јазици, односно се здобиле со сонорна автономија, звучна автономија. Со облиците на оваа сонорна, односно звучна автономија, според синтагмата на овој есеист, на христијанската музика ќе најдат одраз кај словенските народи кои развојните процеси на источната христијанска музика во 6-тиот и 7-тиот век го населија Балканскиот полуостров. Во овој контекст авторот го излекува среќниот заклучок
дека врз основа на собствените музички традиции и на византиското црквено пеење во текот на следните столетија, секој од овие народи ќе си создаде карактеристичен музички фолклор, а во рамките на византиските стилски релации и свој идиом на црковно пеење. Така црковното пеење станува битен нуклеус на историскиот, културниот и цивилизацијскиот идентитет. Во рамките на фестивалот настапија неколку хорови кои го негуваат источното црковно пеење. Официјалните настапи беа во храмот Свети 15 Тивериополски свештеномаченици.